Благодарам. Не сум член на комисијата што го вршеше изборот, меѓутоа секогаш одам кога се бираат членови на Комисијата за превенција и заштита од дискриминација и за превенција и на антикорупцијската комисија. Се разбира, ме интересира профилот на луѓето, особено на правниците. И овој пат го сторив тоа, намерно ги проучив биографиите и сакав да ги слушам оние кај кои мислев дека има навистина силни гаранции дека можат да бидат избрани и дека може да придонесат во борбата со дискриминацијата. За жал, не можам да не кажам дека се случи нешто чудно. Сите ние кои прашувавме, од сите партии прашуваа, од невладиниот сектор, квалификувани луѓе, веќе создадовме слика за кандидатите. Речиси имаше консензус околу тоа кои се најдобрите кандидати. Еве гледам некои од членовите, нема од невладините организации, меѓутоа многу брзо се издвоија по одговорите најдобрите кандидати. За жал, морам да кажам дека не беа одбрани. Јас веќе дискутирав и повторно едно име ке споменам, иначе во избраните има и добра кандидатка, тоа е неспорно. Меѓутоа, имам забелешки на останатите. Не можам да не го споменам името на кандидатот Доан Сулејмановски, кој што не остави без зборови сите присутни. Не само заради CV-то, 9,90 просек, 10 на магистерски студии, туку заради одговорите кои никако не можев да ги врзам, морам да кажам, за толку млад човек. Беа прашањата од сите области. Мислам дека ниту еден од нас не замина дома или кога заврши седницата со надеж дека еве има шанса најдобриот да дојде на вистинско место. И одговорно тврдам дека тој беше најдобриот по сите можни критериуми. Згора, ние цело време зборуваме за правична и соодветна застапеност. Можете ли да замислите како се чувствуваат ромите од генерацијата на Доан или останатите, кои имаат извонреден успех, до кој што дошле во многу тешки услови, и сега наместо на вистинското место, вие им велите, па најдобар просек имате, најдобра, со највисока оценка сте магистрирале, препорака сте добиле од професорите каде што сте магистрирале, сте се запишале на докторски студии, ама не влегувате во привилегираните, зошто партиите се договориле кој ќе влезе во оваа комисија. Не е добро тоа. И јас затоа, и тие што се примени, за едниот не сакам да дискутирам, бидејќи дискутирав, CV на англиски јазик, ама на катастрофален англиски. Секој збор погрешно напишан. Ништо не ми е јасно. Услови не исполнува, но примене. Како? Со благослов на некоја партија, односно со благослов, веројатно, на коалиционите партнери. Јас, значи, им велам на оние, не е само Доан, уште 2-3 имаше извонредни, но неговата слика ми остана врежана, значи постапка да покренат пред управен суд. Јас ја гледам председателката на комисијата овде и незе и го кажав мојот впечаток, мислам дека и таа делеше таков впечаток. Значи, немаше некој, верувајте ми, немојте да праќаме ваква порака, дека за вас нема место и кога сте најдобри, бидејќи треба да останете најдискриминираната категорија овде. Не. Ние ако градиме мултикултурно општество и правична и соодветна застапеност, прво треба токму да водиме сметка за оние кои што живеат во потешки услови, бидејќи
уставен принцип е исто така, да ви кажам, хуманизам и солидарност. Темелна вредност е хуманизам и солидарност, не само правична и соодветна застапеност. Значи, правото и правдата да ги побараат на суд, а еве ги охрабрувам дури и некои од примените за кои знам дека се луѓе, не само со знаење, туку со дигнитет и интегритет, да го поддржат овој начин, да дојде до поништување на оваа постапка и до повторен избор. Значи, ги охрабрувам сите, зашто овде цело време велиме дека ќе ставиме крај на системот на пленот, дека на победникот му припаѓа пленот, дека ќе стимулираме меритократија, дека ќе ги охрабриме оние кои што учат, оние кои инвестираат во знаење, оние на кои што им треба помош и разбирање. Колеги и колешки, ние сме соучесници во овој процес. Ако не ставиме крај на ваквиот начин на избори, ако не доаѓаат на вистинските места најдобрите, не може никој Македонија од пепел да ја крене. Благодарам.